Braće i sestri, danes slavimo vrhovnika apostoli Petra Pavla. Prvovrhoven zbor obredota slovenski doađe u grčkoj gospodi Veji. I mi danes upotrebujemo i našu kategoriju nešto što je na vrhu, nešto skoro što je nepostiživo. Kakvi se prvovrhovните apostoli Petar i Pavle, se reče nekoj, a koja je njima razlika so drugите apostoli, pomolili se drugite apostoli da dobije dvajca, Petar i Pavle koji danes slavimo. Mi pa je na pamet odgovoram vednaš, so da to povstegma od kaj jedni pucinski sveti oci, koji dvajca su se podvizavali skoro to isti podvig, odnosno jedni od su malko pogoleni, pojdi, postal, poveke se molel, podlogi bdenija vršao, a ovaj drugi odpravao po golemi čude i go prašao, ovaj prvi optorio, to što ti praviš po golemi čude, sa koga ja spravam po golemi podvizi od tebe. Той го рекол, zato što jaz povejte ko ljubav Boga. Ете, денес odgovor za ovije prvovrhovni apostoli, pošto se razlikува od другите apostoli je ljubav. Sigurno povejte ko ljubav Boga. Не дека не е грешен апостол Петар, на колко пати гледаме во Светото писмо дека уште му вели Господ пред петелото запее 3 пати ќе се одречеш од мене. Меѓутоа, колко се каја апостол Петар. Затоа, исто и апостолот Павле не значи дека е безгрешен човек. Значи не е наградата во тоа што се првоврховни, во тоа што се безгрешни. Туку наградата е во тоа што тие повеќе го љубат Господ. А што можеме да бидеме љубовта кон некого, а особено кон Господ? Кога сме спремни за жртва за него. Вие знаете, свети апостол Петар, кога почнало гонењето во Рим, сакал да избегне од Рим и почнал да излегува и го сретнал еден човек. Господ во лицето на тој човек. Меѓутоа, за да не го препознае апостол Петар, друг лик има. И Петар апостол го прашувал, кај одиш сега во Рим, кога цел свет знае дека почнаа да ги гонат христијаните. А Господ му рекол, одамна да посетна зашто ти излегваш од Рим. Зато за тебе да посетна, да би тогаш се уцна била апостол Петар и се вратил повторно во Рим, за да биде распнат, и тоа не да биде распнат на крст. Зашто сметал дека не е достоен да биде распнат за истата смрт со која бил распнат неговиот Господ. Туку рекол мене обратно ќе ме распнете. И тој е распнат апостол Петар со главата надолу. Тоа го знаеме денеска и го почитуваме до бескрај, затоа и го славиме Свети Петар како првоврховен апостол. А свети апостол Павле, читајќи го Светото писмо, знаеме што претрпел, какви гонења, какви маки, заради името Господово. Е, затоа ги славиме, браќи и сестри, први меѓу апостолите. А знаете што значи први меѓу апостолите? Големо е меѓу апостолите да бидеш, а прв да бидеш меѓу апостолите нема поголемо од тоа. Затоа се нашите апостоли веднаш после Бога. Затоа нашата вера викаме апостолска вера. Затоа преданието кое го предаваме понатаму преку ракополагање на епископи, свештеници и ѓакон е апостолско преемство во нив. И оној кој нема апостолско преемство не може да биде ни епископ, ни свештен, ни ѓакон во црквата. Тоа знаеме да го славиме, зашто така не научија нашите предци.
дадени на благодарност. Денеска се собираме полна е црква. Гледате и самите. Меѓутоа, надвор од црквата има може би 10 пати повеќе колку што има овде во црква. Тоа што сведочи дека потребни ни се дополнителни напори на сите нас. Едно да ги привлечеме луѓето кон црквата, значи да бидеме апостоли во ова современо наше време. Како што беа свети апостоли Петар и Павле пред 2000 години. А второ, барем да ги користиме и современите средства. А тоа значи, ако е потребно да инсталираме разгласи и надвор да ечи, барем да слушат нешто, овие кои остана надвор од црквата. Тоа значи дека потребен е современна разглас и во оваа црква. Ако се собираме, може би не секогаш половина, меѓутоа сметам дека тоа ни е неопходна потреба. И мијаците не се разликуваат од другите, зашто велат мие наместо ние. Не затоа што се мијат повеќе од другите, туку затоа што важи она што важи за Божи. Пред Божи, зад Божи, велат ходедаци домата си. А исто важи за Петров. Пред Петроден и зад Петроден ходедаци домата си. Тоа што значи? Вие го знаете дека на околу Петроден сите мијачки свадби. Ова галичка свадба е најголемо сведоштво за тоа. Дека после Петроден стану или баш на Петроден. Свадбите кај мијаците биле токму на Петроден, затоа што или околу Петроден, ако било во полден ден, како што е утре полден ден, било во друг ден. Не го користали никој постот за да прават свадби. Меѓутоа свесни за тоа биле колку се значајни апостолите и колку е значајна нивната вера. Имајќи таквата вера како посредователи, да ја пренесуваме и ние на нашите ближни. Затоа што верата спасува најдесни. Се друго може да биде додаток на животот. И пари да има човек, и средства други да има. Ако ги има како додаток. Ама ако нема вера, да има живот вечен, тоа е најважното што треба да го имаме. Затоа да се трудиме, од се да успеаме, ама прво со вера. Така не учат светите апостоли, кои денес слави, и чија милост секогаш да биде на вас и на вашите поколение, и на сите оние кои ги любите и за кои живеете. Милоста Божја да биде на вас. Амин.